Good evening, this is Peter Vertkovsky on 2NUI FM 103.7 in Newcastle in Hunter. Coming up is the Macedonian radio program. Please stay with us. Добро вечер, почитувани слушатели. Бидете поздравени од мене Пеце Вртковски и на сите ви посакувам топла, убава заедничка вечер со вашите најблиски во придружба на нашата македонска радиопрограма. Вечерва ќе имате прилика да слушнете најнови соопштенија од Ньюкастел и околината и поважни вести од Македонија. За сите горе наведени редоследни програми, со вас е вашиот водител и уредник на македонската радиопрограма, овде во Ньюкастел, Австралија, Пеце Вртковски. Да ги проследиме и соопштенијата. Недела, 26 октомври, Света Злата Мегленска. Понеделник, 27 октомври, Препа Параскева Петка, Петков ден. Службата од 9 сабајлето. Се одржува концерт овде во нашиот македонски културен центар Ньюкастел и тоа во сабота на 1 ноември со почеток во 7 часот вечерта. Од наша убава Македонија доаѓаат Имат, Немат, Шаото, музичко шао со Жанко, Сања, Туше и Василија Петрова. Жанко е најдобриот хуморист. Сања и Василија Петрова најпопуларните млади во последните години во Македонија, како и Благоче Стојаневски. Туше, сите го знаеме овде и во Македонија, е незаменлив, тој е најдобрио. Цената за овој неповторлив концерт е $50 по лице за возрастни, за деца до 12 години, влезот е бесплатен, а за деца од 13 до 18 години плаќаат половина карта. На овој концерт исто вечерта ќе настапи нашата игрална група Стив Наумов. За карти јавете се кај мене Пеце Вртковски на 0411 673 073. Како што знаете, се одржува ручек во нашиот македонски културен центар секој вторник од 9:30 до 1 сатот после ручек. Се игра бинго од 10 до 11:30, после се дава ручекот. Сите заинтересирани за ручек во вторник, јавете се кај Сузи Лајмановска на 0431 117602. Сите сте добро дојдени, без разлика на годините. Пакети за Македонија, за празни пакети, јавете се кај Стивен Колтовски на 49684649, а полните да ги донесите кај Стивен во сабота на 25 и недела 26 октомври. Да проследиме нешто за Света Злата Мегленска. Светата девестеница и невеста Христова Злата се родила и пострадала во Мегленската област во село Слатина, Егејска Македонија. Ќерка на сиромашни родители, таа била надарена како со душевни, така и со телесни добри особини. Душевни со тврда вера во Бога, девственост и целомудрие, телесни со убавина, поради која и се удостоила со слава да го прими маченичкиот венец. Еден турчин од тоа место примамен
од ретката златина убавина, решил да најде погодно време да ја задоволи својата страст. Еден ден Злата отишла во шумата по дрва заедно со други жени. Сладостранниот турчин со неколку своји другари, бесрамници и со нивна помош ја фатил и присилно ја одвел во својот дом. Во почетокот се обидувал со разни ветувања да ја обрати во исламот, давајќи збор дека ќе се ожени со неа само ако таа се потурчи, а во случај да се спротистави и се заканил со смртни маки. Поразена од неочекуваната дрскост, Злата ни малку не се збуни, откако го повика на помош своето име на Господа Исуса, таа смело одговори: Јас верувам и му се поклонувам само на Господа Исуса Христа. Тој е единствениот мој младоженец од кого јас никогаш нема да се одречам. Што и да направите со мене, па макар да ме исечите на делови. Поразени од таквиот говор, турците увидели дека не можат ова девојка да ја придобијат на своја страна со обични средства и дека треба да измислат нешто друго, знаејќи дека жените имат поголема дарба за убедување. Тие им ја предале Злата на своите жени, за да ја придобијат за она што тие сакале. Што се не направиле тие жени со маченицата? Какви се лукависта тие не употребиле за да ја обратат нестрекњата во исламот. Се било попусто. Блажената била глува за нивните обедувања и тврдо како камен во Христовата вера. Најпосле, раздразнените турчинки ги повикале родителите и трите сестри на маченицата и им наредиле да го употребат сето ова влијание врз девојката и да ја принудат да го прими исламот во странство. Се заканиле дека ќе ја убијат непокорната, а нив ќе ги казнат строго и ќе им го одземат имотот. Страв ги обзел родителите и сестрите Златини и тие почнале да ја молат да го прими исламот и да се потурчи. По нивните молби и солзи не можеле да го смекнат тврдото срце на Злата. Ќерко наша, мила ќерко наша, плачејќи, говорејќи таткото и мајката, смилувај се над родителите и над своите сакани сестри. Сите ние ќе загиниме поради тебе. Одречи се привидно од Христа. Со тоа ќе се спаси и себе и сите нас. Христос е многу милостлив. Он ќе ти го прости твојот грев, кој е направен од нужда и под насилство. Можно е човек да си ја замисли таа борба што произлегувала од душата на маченицата меѓу природните чувства на љубов кон родителите и долгот на вистинската христијанка. Молбите на таткото и мајката, горчливите солзи на сестрите го раскинувале чувствителното срце на Злата. Судејќи според се, таа била должна да попушти пред гласот на природата, но цврстата убедност и невидливата сила на Господа го победиле сомнежот на маченицата и примките на ѓаволот. Умната и великодушна Злата, чие срце горело со пламена љубов и тврда вера во Христа, ги победила природните чувства. Таа ги надминала чувствата на телото и на крвта, затоа што родбинските врски ја влечеле кон вечната погибел, блиските по срце, што ја молеле и самите не знаеле што сакат, затоа таа им рекла на родителите и на сестрите: Ако и вие ме принудувате мене да се одречам од Христа, вистинскиот Бог, вие не сте мои родители и сестри. После ова, јас се откажувам од вас. Наместо вас, мој татко ќе ми биде Господ Исус Христос, мајка Владичица, Пресвета Богородица, а светите маченици и маченички ќе ми бидат браќа и сестри. Таков бил одговорот на храбрата Злата. Врз неа се исполнија зборовите изречени од пророкот Давид. Татко ми, мајка ми ме оставија, но Господ ме прими. Или,
Непријатели на човекот ќе бидат неговите душмани. Кога неверниците, турците, особено грабнувачите на девојката, увиделе дека тие нивни средства не водат кон ништо, тие ги оставиле своите лукави убедувања и прибегнувале кон нечовечки измачувања. Најнапред, во продолжение од 3 месеци, злосторниците секојдневно ја тепале невината жртва со стапови, потоа од незината кожа режеле ремени и ги обесувале пред незините очи, со цел уште повеќе да ја заплашат. Додека од незиното растргнато тело течеле потоци крв и ја напојувале земјата. Но и тие грубости не ги заситиле нивните уверства. Бидејќи маченицата и понатаму останувала жива, нечиствилите усветители еден железен стап и го провекле од едниот крај на увото до другиот, така што низ носот и устата на маченицата излегувало чад. Света Злата ги поднесувала сите измачувања со непоколеблива храброст и надприродно трпение, зашто ја крепеле невидливата сила на крстот и непобедливата љубов кон распнатиот Господ Исус Христос. До маченицата дошол глас дека во селото се наоѓа егуменот на Светогорскиот манастир отец Тимоној. Тој раскажувач за мачеништвото на Злата. Таа испратила кај него еден христијанин со молба да се помоли за неа. Господ да ја удостои богоугодно да го заврши своето маченичко патешништво. Kako da najdeš pa do sreća.
cveten maj, mome od stari kraj. Ubava je majko lična kako cvet, oko sino usta kako med. Ubava je majko od zvezdica, tvoja od melica. Ubava je majko lična kako cvet, oko sino usta kako med. Ubava je majko zvezdica, tvoja od melica. Podari, aman ta ubavina, ili site ste ubavi, što ste od Makedonija. Umogo izgubi, kako dete po ulavi, lična ko cveten maj, mome od stari kraj. Ubava je majko lična kako cvet, oko sino usta kako med. Ubava je majko od zvezdica, tvoja od melica. Ubava je majko lična kako cvet, oko sino usta kako med. Ubava je majko zvezdica, tvoja od melica. Ubava je majko lična kako cvet, oko sino usta kako med. Ubava je majko od zvezdica, tvoja od melica. Ubava je majko lična kako cvet, oko sino usta kako med. Ubava je majko zvezdica, tvoja od melica. А сега ќе слушаме Василија Петрова, која доаѓа овде во нашиот град Њукастел на 1 ноември во сабота во нашиот Македонски културен центар. Имаме уште маси, јавете се кај мене Пеце Вртковски на 0411 673 073. Да ја слушаме Василија со песната Ти ми требаш. Spomeni, tie zrekni momenti, во душа ми се врежали. Дојди сега погледни, срце што ми разбуди, душо моја не молчи, ајде сега прозвори.
Петковден, 27 октомври, преподобна мајка и чудотворка Параскева. Таа се смета за заштитничка од разни несреќи, но и од многу болести, поради што народот ја нарекува уште и мајка Параскева. Именден празнуваат Петко, Петкана, Параскева, Пенка и други. Светата православна црква празнува 3 личности со исто име Параскева Петка, поради што кај народот често се мешат и се мисли дека се работи за иста личност. Најчесто трите се идентификуваат со светија Петка Епиватска, позната и како Трновка, чиј спомен се обележува на 27 октомври. Името го добиле поради тоа што се родени во петок, а петокот како ден пред сабота бил ден за подготовки за празникот. Во предхристијанскиот период, кај евреите, саботата бил празник, а не неделата. Од тука Параскева значи подготовка. Првата света Петка е преподобна маченица Параскева Римјанка. Се празнува на 26 јули и меѓу народот е познато како летна света Петка. Во незините житија се вели дека незините родители биле римјани и дека таа, како единствена ќерка, им се родила по долги и искрени молитви кон Бога. Рано се замонаштрила, а подоцна, како и многумина други, настрадала за верата Христова за време на царувањето на Антонии. На незиното мачење присуствувал и самиот император, но кога била фрлена во котел со врело масло и катран, таа останала неповредена и од течноста му пренесла во очите на императорот, му прснало таа течност, пошто тој ослепел. Параскева се помолила на Бога и тој оздравел. Откако гледајќи ги незините страдања, но и чудата што се случувале со незиното посредство, многумина ја примале христијанската вера. Следува Благојче Стојановски Туше, кој доаѓа исто овдека со Василија Петрова на 1 ноември во Њукастел. Да го слушаме со една постара песна на Туше. Песната носи наслов Чакмак. Čakmak nemaš, ej devojko slatka, znam zašto me gledaš, cigara ti se puši, ama čakmak nemaš. Čakmak, čakmak mojo, čakmak, gori za tebe znam, probaj nema da se kaješ, dušo veruvaj. Čakmak, čakmak mojo, čakmak, gori za tebe znam, probaj nema da se kaješ, dušo veruvaj. Ej, devojko mila, znam se mi je jasno, čakmak, ništo ne je strašno. Ej, devojko mila, znam se mi je jasno, poveli cigara čakmak, ništo ne je strašno. Čakmak, čakmak mojo, čakmak, gori za tebe znam, probaj nema da se kaješ, dušo veruvaj. Čakmak, čakmak mojo, čakmak, gori za tebe znam, probaj nema da se kaješ, dušo veruvaj.
Čakmak, čakmak, mojo čakmak, gori za tebe znam. Probaj, nema da se kaješ, dušo veruvaj. Čakmak, čakmak, mojo čakmak, gori za tebe znam. Probaj, nema da se kaješ, dušo veruvaj. Почитувани слушатели, сега ќе слушаме една убава нова песна на Василија Петрова и Сања Дјелар. Тие заедно доаѓаат овде во Њукастел на 1 ноември во нашиот Македонски културен центар. За карти јавете се кај мене, Пеце Вртковски, на 0411 673 073. Песната носи наслов 3 години се љубевме. Да ја слушнеме. Уште една убава песна на Василија Петрова. Песната носи наслов Жепарка. Да слушнеме. Yeah.
си една најнова песна на Василија Петрова, Мијачка, песната носи наслов. Кај да си дома, да си за Петров ден, бијат камбани во храмот црковен, Свети Петар и Павле. Ке се игра сведе село, ке ни засвират мајчета и фите, гајди и тамбури, зурли и тапани.
широко, со параходите, таму го пречека министерот Бардо со генералите. Сојуз ке прават, сојуз душмански против жална Македонија. Таму во кафана тројца македонци тока ми правеа, тока правеа, коцка фрлаја, кој на кралот ќе пука. Тока правеа, коцка фрлаја, кој на кралот ќе пука. Ајде мале розна, коцка ми падна на Владо Црноземски. Ајде мале розна, коцка ми падна на Владо Црноземски. Мале розна, коцка ми падна на Владо Штипјанчето. Тогаш ми Владо букен врат се седе, пиштол внатре му стави, пиштол внатре стави, почна пата прави, за до кралота дојди. Од букетот куршуми врчат, кралот мртов падна. Слушај бре кралу, кралу Александар, еве ти ја Македонија, нека разбере цела Европа дека постои Македонија. Дека постои Македонија, а не Јужна Србија. Да проследиме нешто и за здравието. Едно истражување кажува: загадениот воздух предизвикувач на тешки облици на деменција. Научници од Соединетите Американски држави дојдоа до заклучок дека ситните честитки во загадениот воздух можат да предизвикуваат појава на тешки облици на деменција и да го забрзаат нивниот развој.
преку предизвикување токсични протеински грудки кои што ги унишуваат нервните клетки додека се шират низ мозочното ткиво. Истражувањето на Универзитетот Џонс Хопкин во Балтимор, Мериленд, Америка, проучува податоци од повеќе од 56,5 милиони пациенти во Америка меѓу 2000 и 2014 година. Написот, објавен во научно списание Science, се темели на претходни истражувања каде што 2,5 честички биле пронајдени и во мозокот на луѓе со Алцхаймерова болест, а нивното присуство е поврзано со пат на интелектуални способности. Во таа смисла се истакнува и деменцијата и така натаму. Левиеви тела, вториот најчест вид деменција по Алцхаймеровата болест. За разлика од возраста или наследноста, загадувањето на воздухот е модифицирачки фактор на ризик. Главната порака на нашиот труд е тоа дека политиките за чист воздух се исто така политики за заштита на здравјето на мозокот, изјави доктор Сјабо Мао, невролог и водечки истражувач во овој научен труд. Долготрајната изложност на ПМ 2,5 честички помали од 2,5 илјадити делови од милиметарот, кои што можат да навлезат длабоко во белите дробови, крвотокот, па дури и во мозокот. Значително ја зголемуваат опасноста од ова болест, тврдат истражувачите. Според наводите, кај луѓето кои живеат во подрачја со повисоки концентрации на честички има значително поголема опасност од развој на деменција со левиеви тела. Експериментите врз глувци ги потврдили овие наоди, животните изложени на честички доживеале губење на нервни клетки, намалување на мозочна маса и пад на умствените способности. Професорот Тед Досон, еден од савторите на испитувањата, вели дека има убедливи докази што го поврзуваат загадувањето на воздухот со овој вид деменција. Треба да работиме заедно за да го зачуваме чистиот воздух, бидејќи ова е еден од најважните чекори во спречувањето на деменцијата, нагласи докторот Досон. Совети за очниот притисок и неговото регулирање. Очниот притисок игра клучна улога во одржувањето на здравјето на очите, бидејќи овозможува рамнотежа и стабилен проток на очната водичка, која што непрекинато се лачи. Зголемениот очен притисок е чест проблем, кој што обично не предизвикува никакви симптоми во почетната фаза. Лицето првично не чувствува болка, нема никакво намалување на видната острина, ниту забележува спомени во видното поле. Како што болеста напредува, се јавува постепено штетување на оптичкиот нерв. Потоа се јавуваат првите симптоми, заматен вид, стеснување на видното поле и тешкоти при снаоѓање во просторот. Во случај на ненадењно и силно зголемување на очниот притисок, симптомите сакат да бидат многу изразени и да вклучуваат силна болка во очите, ненадењно губење на видот, гадење и повраќање. Ова е медицински итна состојба за која што треба брзо интервенција, пишува весникот Кликс. Нормалните вредности за очниот притисок се движат меѓу 8 и 22 мегахерци. Сепак, важно е да се нагласи дека нормалната вредност може да варира од личност до личност. Постојат поединци кои имат повисок притисок без никакво штетување на видот. Оваа состојба се нарекува очна хипертензија, а пак кога притисокот надминува 30, тоа се смета за патолошка состојба и носи висок ризик од сериозно оштетување на очите. Зголемениот очен притисок се смета за најважен фактор на опасност од развој на глауком, познат е како зелена катарака. Глаукомот е хронична болест што предизвикува
постепено оштетување на оптичниот нерв, а со тоа и губење на видот. Доколку не се открие и третира навреме, болеста може да доведе до трајно слепило. Иако диагностиката и терапијата се значително напреднати, денес глаукомот останува една од водечките и главни причини за слепило во светот. Редовните прегледи кај офталмологот се клучни за рано откривање на зголемен очен притисок и спречување на сериозни компликации. Превенцијата и навремениот третман може да го зачуваат видот и значително да го подобрат квалитетот на животот. Уште нешто за Петков ден. Петков ден. Голем христијански празник, особено славен и почитуван во Македонија. Тоа е прв празник за домашна слава од зимските слави, еден од обичаите кои се практикуваат на празникот на Света Петка е петолебие, кога луѓето носат 5 лепчина во црквата во спомен на настанот од Библијата, кога Исус Христос со 5 леба нахранил 5000 луѓе. При тоа 5 лепчина се осветуваат, при што едно му се дава на верникот, а 4 остануваат во црквата. Света Петка потекнува од градот Епиват, кој се наоѓал меѓу Силинаврија и Цариград. Таа е родена кон крајот на 10 век, во петок, денот кога евреите се подготвуваат за празнување на празникот. Сабота, затоа нејзе и го дале името Параскева, што значи подготовка. Родителите биле богати христијани со словенско потекло, а освен Петка имале и еден син, Ефтими, кој за време на животот се замонаштил и подоцна станал епископ Малитски. По смртта на родителите, девицата Петка, желна за подвижнички живот, го напуштила родителскиот дом и отишла најнапред во Цариград, а потоа во Јорданската пустина, каде што останала до својата старост. Незиниот долг пустински живот во молитва и пост, што и притекнува со вера кон сведителката. Во Скопје, во населбата Црниче, постои црква посветена на оваа светица, како и стотици други низ Македонија. Почитувани слушатели, тоа беше крајот на вечерашната македонска програма и на сите ви посакувам добро здравје, многу среќа и голем успех до идната недела во истото време. Пријатна вечер, добар прием и пријатно слушање од мене Пеце Вртковски. Имајте пријатен ден и чувајте го вашето здравје. На сите ви благодарам што бевте со македонската радиопрограма во изминативе 60 минути и ви посакувам со нови сили и топла енергија да го дочекате утрешниот ден. You have been listening to the Macedonian program on 2NUI FM 103.7 in Newcastle and Nahanta. This is Peter Vrtkovski. Please join me next Sunday same time. Good night.